изложени тука и која е темата на вистина? Тука се изложени само еден мал дел од вистината на конкурсот за карикатура што беше Делчево. Тука се изложени 40 карикатури. Темата на овој конкурс оваа година беше имала и слива и скоро сите, 90% од карикатурите се работели на таа тема. Имаме еден мал проблем со источните земји, Кина, Јапонија, Индонезија, каде што ќе се види по карикатурите, потоа и дознаме дека таму нема таква обошка, така да нешто слично на сречна личи нивните карикатури, обошката. Иначе другото се беше на тема слива. Добро, од кои држави имаме? Има многу држави карикатуристи? Тука нова изложба застапени се карикатуристи од Кина, Јапонија, Индонезија, Турција, Полска, Чешка, Бугарија, Србија, Словенија, па скоро сите меридиани на светот. Добро, дали имаше награди и кои добија прво место? Сите фестивали фактички имаат награди. Гран прито за карикатура во освои нашиот познат Блажа Бакуневски. Потоа имаме прва награда ја освои Ивајо Светле Бугарија, втора награда Саша Димитриева из Србија, трета награда ја освои моментно еден од добрите карикатуристи во светот Любомир Савов Бугарија. Имаме награда за животно дело од областа на карикатурата и освои Варна карикатура Ѓорѓе Попилиев. Исто така имаме потребен конкурс за афоризам и таму имаме три награди ги освоија познатите сатиричари Александар Чотик Србија, Ветко Рајковиќ Црна Гора и Екрем Мацич од Босна и Херцеговина. И тука имаме една награда за животно дело, за посебен допринос на македонската сатира, ја освои партнер на нашата сатира на Васил Толевски. Колку младите сакаат во денешно време да цртаат карикатури? Колку се изразуваат преку карикатурите? Ние од оваа година нашиот фестивал почнеме со едукативни часови за карикатура во рамките на фестивалот во Делчево. Нашиот познат карикатурист важен доктор Любомир Савов и Ивајло Цветле од Бугарија одржа едукативни часови по карикатура и наистина сме изненадени интересот на младите. Исто така имаме едукативен час по афоризам. Разговараме тука со директорот на Домот на културата, ние сме спремни и во Кочево додека трае изложбата да одржиме едукација во областа на карикатурата и афоризмот. И јас се надевам дека ќе успееме, ако ништо повеќе биде 1-2 часа да одржиме за карикатура и за афоризм. А постои ли цензура? Цензура? Па јас сум 40 години во карикатура, во афоризмот, јас сум сатиричар, не сум карикатурист. До сега не сум осетил цензура, ниту некој мене ги цензурира, ниту па нешто по некој објавен текст ми се дава. Ја не познавам таква работа. Може би постои за мене не. Така, благодарам.